Локални проблеми и проекти, но и национални прашања и криминални афери во кампањата очекувано. Кандидатите за градоначалници и советници зборуваат за она што им треба на граѓаните во нивната општина, а партиските лидери се фокусираат на повисоката политика. Според познавачите, во текот на оваа кампања можеме да слушнеме риторика која што се занимава со така наречената тешка политика, односно националните и интегративни прашања, кои треба да бидат тема пред парламентарните избори. Ние во моментот имаме две кампањи. Една која водат кандидатите за градоначалници и носители на листи, која се бави со локални проблеми. Проблеми кои се идентификувани од граѓаните, понуда на локални прашања и локални решенија. Над тоа имаме уште една кампања која водат лидерите на партиите и самите центри за комуникација на партиите, која во основа пинг-понг комуникација помеѓу самите партии. Во македонскиот блок тоа е делумно истакнато, но кај албанскиот блок тоа доживува една своевидна експлозија. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски исто така е на ставот дека кампањата која се тера во ова предизборие повеќе наликува на атмосфера пред парламентарни избори, но дека на тоа веќе сме биле навикнати и во минатото. Впечатокот на граѓаните дека не имаме парламентарни избори, а не локални избори. Лесто да говорат за зеленило, за урбано живење, еве Дивоград би, еве патишта, проблеми со, не знам, паркинзи. Ние имаме прашања кои што се однесуваат на централната власт и кои што треба да се говорат во кампањата на парламентарни избори, а не на локални избори, но пазете, не е ова прв пат. Покрај високата политика сепак се нудат и потенцијални решенија за локалните проблеми. Според Божиновски, во овој сегмент можат да добијат пред се независните кандидати и листи, кои во текот на целата кампања се занимаваат со така наречените малски прашања. Според Арсовски, националните прашања влијаат ке партиски определените. Кампањата пред првиот круг за локалните избори трае до 17 октомври. На 18 на полноќ настапува политичкиот молк, а изборите се на 19 октомври.